Комплименти за напорите кои ги вложуваат општинските власти во промоцијата на европските вредности и добрите меѓуетнички односи, добрите меѓуетнички политики и практики. Се разбира, ова е многу деликатна тема, многу деликатни процеси се во прашање и тука треба да се има предвид дека оваа тема, оваа област постојано, секојдневно се соочува со низа предизвици и затоа човек мора да биде мудар и решителен, па и храбар да се справи со тие предизвици и да донесе решенија кои ќе му дадат просперитет, стабилност и благосостојба на граѓанинот или граѓанката било каде да се наоѓа во земјата. Тоа што ние го работиме веќе подолго време, може да се каже дека е во основата на организацијата, статутарна, програмска, стратешка и така натаму, а тоа се подобрување на меѓуетничките, меѓуверските односи во земјата, подобрување на односите меѓу заедниците во било која смисла на зборот на негување на европските вредности, на инклузивноста и се разбира еднаквоста за сите. Ова што ние го работиме овде е со поддршка од Министерството за надворешни работи на големото војводство на Луксембург, кое веќе 4 години ги поддржува нашите напори, а со тоа и напорите на градоначалниците со кои ние соработуваме. Во прв ред може да се каже Куманово е секогаш тука за нас. И исто така е дел од нашите генерални заложби, каде што ние се обидуваме како организација да соработуваме и со институциите на централно ниво. Можам со гордост да констатирам дека Цивил е една од организациите која беше вклучена во креирањето на стратегијата Едно општество за сите, која заврши со имплементација минатата година во декември, а бевме и една од организациите кои ја подготвуваат и се уште работиме на тоа, стратегијата, новата 3-годишна стратегија на државата за подобрување на меѓуетничките односи, односно стратегијата за интеркултурализам и општествена кохезија. Ние со господинот Димитриевски се договоривме во текот на изминатиот период, во подготвителните средби, да организираме еден убав настан идната учебна година, односно од септември натаму, а тоа е да направиме ликовен конкурс кој ќе биде за децата од основното училиште, од основните училишта, кои ќе носат теми кои се однесуваат на мултикултурализмот. Се разбира, ние ќе учествуваме и самите како организација, ќе се обидеме да ја мобилизираме, условно кажано, и бизнис заедницата овде во Куманово, може и пошироко, да обезбедиме убав, пристоен фонд за награди за децата кои ќе бидат победнички и победници на тој конкурс. Во завршниот дел од ова мое обраќање на пресконференцијата со нашиот домаќин господин Димитриевски, јас би сакал само да додадам дека Цивил постојано работи на терен во комуникација со граѓанките и граѓаните, постојано добиваме информации, фидбек и од невладини организации, од новинарки и новинари, анонимно, со име и презиме и така натаму, и од тоа градиме еден многу сериозен документ, кој на крајот од проектот, некаде во декември, ќе излезе во јавноста и ќе ги прикаже сите слабости, но секако и сите предности на ова што ние го работиме. Мораме многу да работиме на тоа како се разбира поимот мултикултурализам, меѓутоа исто така и како се спроведуваат активностите кои се однесуваат на сите тие деликатни области кои се дел од оваа голема тема, светска тема. За самиот крај, јас би сакал да споменам и дека Цивил како организација не само што промовира позитивни пораки, исто така будно внимава на сите тенденции кои одат спротивно на македонските национални интереси, а тоа е мултикултурно општество, евроатлантски ориентирано и се разбира ги следиме и сите тенденции кои се обидуваат да ги загрозат тие македонски национални интереси и се разбира од внатре и од надвор, се разбира дека ги има и од надвор и ги препознаваме и точно знаеме како тоа изгледа.
И исто така работиме на тоа да им укажеме на сите носители на одлуки, било да се наоѓаат на локално или на национално ниво, дека мултикултурализмот, меѓуетничките односи, добрите меѓуетнички односи се гаранција за просперитетот, за економскиот напредок на нашата земја, меѓутоа исто така се гаранција за стабилноста и безбедноста на државата. Толку имав да кажам, уште еднаш му благодарам на господинот Димитриевски, кој секојаш е тука за нас.